Кршеници, расекотини на главата и силни набиеници. Околу 30 на граѓани завршија во скопските клиники по вчерашното невреме, какво што Скопјани не паметат. Министерот за здравство потврди дека сите повредени се соодветно згрижени и пружена им е неопходната помош. Во клиничкиот центар Мајка Тереза, односно во Тројуц, има згрижено 11 повредени од синокашното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници и се третираат соодветно на клиниката. Невремето ги начека граѓаните неподготвени. Многу мина возеле низ булеварите, други пеш се враќале од работа. Некои успеале да се засолнат, а некои пак се повредени бидејќи врз нив паднало гранка, дрво или предмет. Меѓу оние кои завлакно избегнаа потешки последици и пазарџиот Боњаковец. Тој за Сител раскажува дека се засолнил во последните секунди, токму кога ветерот го откорнал покривот над неговата тезга. Тука бев. Да? Овде до 6 сатот кога се удри тоа, ова кога падна крвот. Страшно ли беше? Па мене ме повреди. Вистина ка? Да, па јас требаше среќа дека ме удрише тој од лехор нешто. Тука сум повреден, овде руката. Одма за 10 секунди го думнал тамо, го скина, го фрли вамо и намо све. Ветерот со јачина на ураган направи вистинска катаклизма во речиси сите скопски населби. Дрвја кршеа прозорци од автомобили, паѓаа зад возила во движење и целосно блокираа влезови од згради. Екипата на Сител денеска направи обиколка низ градот за да провери како изгледа Скопје ден по невремето. Сите патишта се пролазни, но трагите од невремето се присутни. Големи дрвја се на улиците, а работниците ги чистаа булеварите. Силното невреме предизвика големи штети овде во Соборниот храм. Работниците денеска на терен ги расчистуваат последиците од силното невреме. Оштетени се дрвја, клупи, а исто така и делови од оградата овде во Соборниот храм. Бројот на повици до Центарот за управување со кризи ги сруши сите досегашни рекорди, а голем дел од градот со часови остана и без електрична енергија. Готово ќе пуштам пријава, ќе ви се јават. 078, да. Бидете само достапни, терминувајте затоа што има превики настани. Од вчера од 17 часот па се до овој момент беа примени над 10.000 повици од граѓани, кои во најголем дел ги пријавуваа материјалните штети. Иако операторите во секторот 112 работат со полн капацитет, се повикани и дополнителни смени. Синоќа сите општински кризни штабови беа активирани, бидејќи клучните сообраќајници беа непроводни. Меѓу најдраматичните моменти снимени на камера беше и падот на 60-метарскиот јарбол со македонско знаме, кој едноставно попушти под налетот на урканот. Граѓаните ги вознемири и видео на кое се гледа како покрив од зграда лета како перду во воздух. Многумина граѓани невремето ги затекна во нивните автомобили, изолирани среде бурата. За помош на граѓаните и екипите на терен излегоа и припадници на РМ и полицијата. Невремето предизвика најголеми последици на подрачјето на СВР Скопје. Евидентирани се 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, 7 семафори и 5 пожари. Дополнително оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на ОЈО-ГОК, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии и Министерството за земјоделство и јавното обвинителство, информираат од полицијата. Според податоците на УХМР, вчера граѓаните беа сведоци на исклучително редок и раздорен метеоролошки феномен. Во Скопската котлина во 16 часот и 10 минути бил регистриран оркански ветер од 130 км на час. Според метеоролошката класификација, секој ветер над 118 км на час се дефинира како ураган, феномен кој што ретко се случува на овие простори, но оставя катастрофални последици. По вчера
досегашниот хаос, метеоролозите за утре најавуваат привремено стабилизирање на времето, но веќе од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд. Габриела Лескова, Сител телевизија.